Обсесија со колаген, што вели науката? Пазарот на суплементи со колаген вреди милиарди, но научните докази за неговата ефикасност се скромни. Кога се внесува орално, дигестивниот систем го разложува исто како и секој друг протеин, а телото самостојно одлучува каде ќе ги насочи тие материјали. Реални докази. Независните анализи покажуваат дека колагенот во прав носи само умерени подобрувања на еластичноста на кожата по неколку месеци. Кај зглобовите има ограничени докази за благо намалување на болката, додека за густината на косата речиси нема никакви докази на луѓе. Природно поттикнување. Сопственото производство на колаген најефикасно се стимулира со внес на витамин С, пиперки, киви, цитруси и квалитетни протеини, домашна супа од коски, риба, јајца. Заштита и животен стил. Најдобрата формула за убава кожа вклучува редовно користење крема со заштитен фактор, SPF 30+, која го спречува сонцето да го разгради постојниот колаген. Квалитетниот сон, тренинзите за сила, ретинолот и избегнувањето на цигарите се дополнителна научно докажана поддршка. Колку кафе дневно го намалува стресот? Умерената консумација на кафе може позитивно да влијае на расположението и да го намали стресот. Кофеинот го стимулира мозокот и го поттикнува лачењето на хормоните за задоволство и енергија, со што се подобруваат концентрацијата и смиреноста. Идеална доза. Истражувањата покажуваат дека 1 до 2 шолии кафе дневно се оптимални кај повеќето луѓе за зголемување на енергијата и намалување на напнатоста. Несакани ефекти од претерување. Поголеми количини од овој напиток можат да предизвикаат контраефект, односно забрзано чукање на срцето, нервоза, анксиозност и проблеми со спиењето. Совети за консумација. Се препорачува кафето да не се пие на празен стомак, бидејќи тоа може да предизвика дополнителна напнатост. Исто така, се советува да се избегнува во доцните часови и да се пие бавно, во мирна средина, за да делува како вистинска релаксирачка пауза.